Благодарам. Ковачевски, ја искривувате тезата. Прво, кај кој правосудни органи? Кај оној Јовевски што е ваш кандидат за уставен судија од СДСМ? Што е? Па тој е кандидат за уставен судија од СДСМ. Кај него да поднесеме представка. Понатаму ве молам, немојте да фаќате славоми. Не е суштината на набавката битуменот, туку е транспортот. Транспортот, не ми кажа. Сега ќе ти кажа. Во јавното предпријатие улици и патишта во Скопје транспортот на иста количина битумен чини 1000 евра, овде 12.000 евра. Истата количина битумен. Каде завршуваат 4,1 милиони евра, треба да ја одговорите на јавноста. Гледам денеска и ние сме поднеле поднесоци до надлежните институции. Сега човекот си доби поднесок до ДКСК да видиме дали тие од ДКСК ќе констатираат прекршување. А за дали ќе има одговорност, еве јас можам лично да ви гарантирам дека одговорност ќе има. И не само за ова, ќе има одговорност за многу работи, кои што вклучувајќи ги функционерите на власта ги правеле изминатите 5 месеци. Ќе има одговорност и за оној на финансовата полиција кој што е рекетирал низ целата држава. Ќе има одговорност и за оние кои што со одземени пасоши се шетаат по маркети или по други држави само заради тоа што ги протекционирате вие од власта. Понатаму, од тие компании кои што вие ги кажавте, Ацевски по закон бил обврзан да ја поништи набавката, заради тоа што таа понуда која што стигнала до предпријатието кој што тој го менаџира, била со цени кои што се надвор од пазарните кои што во моментот се важни. И тука вие не можете да го исперете човекот. Ама пробувате заради тоа што таа криминална матрица, начело со председателот за криминал во Република Македонија, 6 години хара во оваа држава и сите кои што ќе се спротистават, им се палат автомобилите, им се фрлаат експлозивни направи во дуќаните, им се палат семејните домови. Така функционира оваа криминална коалиција на власта. Но се има почеток и крај Ковачевски. Тука сакам да ве потсетам на една сосема друга работа. Имаше и други политичари во оваа држава кои што мислеа дека ќе траат вечно и видевме кај завршија. Така да со вашата ароганција, со вашата неработливост и со вашиот криминален нарав, вие во моментот имате дузина функционери кои што се со А норма квалифицирани да одат пред судовите и да одговараат во моментите кога ќе се создадат услови, односно кога нема вашите партиски апаратури кои што потоа ги ставате како председатели на уставни суди или уставни суди да одлучуваат која пријава ќе ја актуализираат, а која пријава ќе ја ставаат под фиока. Исто како тоа што го правеа со оние кои што 14 живи изгореа во Тетовската болница или како ова што го прават кога системот е директно виновен за стотици можеби луѓе кои што ги изгубиле животите само заради тоа што наравот на власта е рушвет, корупција, аванта и слични такви работи. И не би имал толку против заради тоа што знам дека правдата ќе дојде ако го правите за политика, туку заради вашата неспособност животи се губат. Не сум задоволен од одговорите, немам дополнителни прашања.